Стадион. Емисија за вашата вистина. Бијана Ванковска кандидатка за председателка на Република Македонија. Ова кандидатка за председателка се обидуваме да внимаваме поради джендер баланс и така натаму. Како гледате на тоа? Ви пречи некаде кандидат, некаде кандидатка и за председателка треба? Да, ве разбирам. Имаше прозивки дури од некои ваши колешки новинарки за тоа да внимаваме, особено јас и колешката Силјановска. Меѓутоа, знаете, ако сакам да ја свртам работова на шега, ќе речам од каде знаат тие дека јас сум таа. Разбирате, ја можам да бидам тие, тогаш ќе бидат во вистински проблем, ако ја свртам работова во множина. Знаете, со non-binary тие работи. Така што подобро си го ставиме ние она што во уставот го пишува, си има, значи, терминологија председател на републиката. Така што јас се држам до тоа. Господја Ванковска, приватно имате 2 керки? 3. 3 керки, нека се живи и здрави. Внуци? 2. 2 внуки? Не, еден внук и внук. Колку години се? Имаме новороденче, внуката е новороденче, токму деновиве, а внукот има 11 години, тој од 2 ќерки, по едно. Имијата, интересно, одма ќе ја прашат нашки се. Туди се. Наши се, да. Вие живеете со партнер, па сега, кога неслучајно ја прашав на почетокот, кога кандидатот е кандидат и председател, тогаш супругата е првата дама. Обратно е било прв господин, или како? Знаете што она пракса на супругот на Меркел беше многу симпатична. Да. Човекот си остана во сенка, Тивок си бркаше својата научна, мислечини кариера, така што и мојот партнер е од науката, он ќе си ја гледа својата работа, јас мојата. Значи нема да се труди да биде прв господин? Не, никако. Дури јас не сакам да бидам некој помпезен, претенциозен председател туку. Значи нема директно ја прашам кој е вашето образование, вие сте професорка, вака индиректно, па вие ќе одговорите после како мислите и како знаете. Кога би биле денеска средношколка, кога би биле млада, на кој факултет би се запишала? Исто вака би поминале кариера или би се предомислили? Би се запишала на информатика, може би нешто уметност? Веројатно. Или медицина сега, тие се најмодерни. Секој време си носи некои своји предизвици, некои професии стануваат попопуларни. Во оноа време јас, кога се запишав на правниот факултет, тој нудеше повеќе опции, бидејќи немавме политички студии, немавме студии по новинарство, со правен факултет фактички можеше човек да има опсег. Иако една од по 500, 600 и колку? 800. Во мојата генерација бевме 800, во 2 смени по 400 студенти не собираше. Сега многу малку, мислам 200 или колку запишуваат на правниот. Една, да речеме, опција би била медицина да студирам, меѓутоа, знаете, кога гледаме во кое дередже се сите професии, значи јас зборам сега и за академскава заедница и правосудство, ако тргнев ја по тој пат да станувам судија, адвокат, било што, па и доктор, човек е очаен од состојбата, нели, и корупција, и уназадување, и така, а ние правниците често пати знаеме кога гледаме дека нема владење на правото, ни доаѓа си искинеме дипломата. Така што тешко е било што да одберете, ама јас секогаш и на моите деца сум им велела, одберете го она што го сакате, затоа што тоа, знаете, бракот може и да се растори, ама професијата треба да ве следи цел живот, од неја да вадите и екзистенција, ама и да живеете со неја, да си ја сакате. Не влијаете како што и на вас, вашите родители не влијаеле? Никако не ми влијаја моите родители, а и јас на моите деца не сум им ниту одела на родителски средби, ниту сум им дишала во врат, ниту дали имаат 5 кили, немаат 5 кили. Веројатно учеле, па не сте имале потреба, или? Немаше потреба, самостојни беа, си тераа своја работа и во една прилика најмалата ќерка дојде да ми постави такво морално прашање: мамо, ако треба да бирам помеѓу лукративна професија
и што не ја сакам. И некоја што ја сакам, ама нема да ми носи пари, што ќе ми одговориш? И јас си реков, повеќето родители би ти советувале биди практична, животот е тежок и одбери нешто што носи пари. Ама мојот совет беше овој: работата што ќе работиш, професијата што ќе имаш, ќе те следи цел живот и треба да ја сакаш. Се уште и понатаму ќе тврдите дека не сте погрешили. Не, мислам дека сите три си се најдоа себе си. Двете постари се во природните науки, најстарата е професор на универзитетот во Отава на биохемија, средната е neuroscience, како се вика, неврологија, доктор по неврологија на МcGill универзитетот во Монтреал. Најмалата е социјална психологија од Утрехт, универзитетот од Холандија. Сите три си одбраа тоа што тие сака, ама ни рекоа думек се само не право и општествени науки. Веројатно им било доста од мене и мојот ангажман. Ти продолжиме со спортот. Велите дека сте голем фудбалски фан, навивате за Ливерпул. Само фудбалот ви интересира или? Се, јас сум порасната во Југославија, кога Југославија водеше. Не сте од тие жени кога има такви некои напревари големи, па сите мажи ќе се соберат по ресторани. Вие тој ден вие најдосаден на напад. Обратно, јас се сеќавам дека и со мојот тогашен се уште дечко, а иден сопруг, кога почнувавме заедничко, мислам, излегување, имаше некој светско првенство. И јас го гледав распоредот до фудбал. И гледав кој ден, која утакмица и кога можеме да се видиме за да ја не пропуштам некоја утакмица. Тоа беше повод за... Така што јас сум била секојаш љубител на спорт, со брат ми и со татко ми сме навивале и во оние групни спортови, ракомет, ватерполо, кошарка, фудбал. Одите на надпревари? Многу ретко, затоа што веројатно од мала јас се сеќавам, брат ми сум му викала зошто не ме земеш на стадион, сакам да видам. Не е тоа за девојчиња, во смисла има грубијани, има груб говор, има вулгарности и така, и некако ме држеа пострана. Потоа секако сум била на неколку надпревари. На Ливерпул не сте биле? На Ливерпул не, меѓутоа не пропуштам заради клопто или од порано? Па, клуб и она сјајна генерација која за жал се растури, нели тројката Садио Мане, Салах и Фирмино и така, мислам, тоа беше нивниот зенит, ми се чини, кога Мане замина веќе и Фирмино, потоа некако се растурија работите, ама добро. Знаете, на ниво на симпатија, не е тоа нека обсесија и така, ама следам сушност се што е квалитетно во спортот. Од тенисот се разбира Новак Џоковиќ, не би го пропуштила. Цели ноќи не сум спиела за да гледам во живо некој надпревари. Сега најнова информација се раздели. Ја раскина со работа. Да, го видов тоа, да. Претходно беше со Бекер, сега не прочитав кој нов ќе му биде тренер. Сте практикувале спорт, сте тренирале нешто? Не сум била спортски тип, секој сум била ситна, јас сум метаре жилет и така, не сум баш имала... Гимнастика е добро. Па не, еве сега некои може и да се подсмеваат нова, меѓутоа во трето оделение јас инсистирав да одам во балетско училиште, надвор од редовното училиште, па се качував на автобусот Тафталидже, до пролеќе беше тоа балетското. И единствениот бенефит, бидејќи беше многу тешко 2 смени, нели, завршувате училиште, па одите таму и се враќате, меѓутоа единствениот бенефит, се сеќавам дека ми беше од таму го научи зборот амбициозна. Додека ние таму дечиња мали, 10 години, значи вежбаме нешто и се трудиме, и тој што беше на клавир, и на тој што беше инструкторот, му вика, малечката е многу амбициозна. Ја не знаев што значи тој збор, си го запамтив, отидов дома и велам, мамо, што значи тоа амбициозна? И сега знам што значи амбициозна. Колку книгите, преокупирани сте со тоа што ви е научна задача, дејност или наоѓате време за белетристика? За жал се помалку, ама ми се чини тоа главно златно време на читање го направив многу рано. Јас сама се описменив на 4 години, дека брат ми носеше бајки Жар птица од училиште, 5 години постар од мене, и тоа на српски. И не ги знаев оние ЧД, нели, не прашував што значи тоа, и така да ја некако паралелно практично си се описменив и на македонски и на српски.
Така што тие два јазика ми се онака баш ми одат лесно. Во тој период, значи, на растење читав толку многу, што во еден момент татко ми беше голем љубител на книги, дома имавме голема библиотека, одевме редовно в Браќа Миладиновци, на неговиот велосипед, ке ме седнеше напред, ке одевме заедно. Јас во онаа старата бараките кај што бе пред зградава да се направи. И јас ке одев десно по ходникот во детското оделение, тој во лево, кај возрастните. Се до еден ден додека библиотекарката не ми избрка од детското, пола саат жената ми нуди книги, јас се живо сум прочитала и ми вика, ајде дете, бегај, ти си за другата страна. Така што после отидов таму и ме познава, а ме пуштаа сама да влегувам внатре да си одбирам книги, бидејќи тие не можеа да ми понудат. Јас онака како алва читав се поред. Што последно сте читали, сте обрнали внимание? Последно има овие некои председателски се подготвувате? Не. Ова дојде како изненадување, немаше време за такви. Меѓутоа, сега се одбележува оваа 100-годишница од раѓањето, на Ацо Шопов, така што добив подарок 2 книги, тие ми се на бирото и така во моменти на одмор читам. Што би им препорачали да читат? Затоа што има сега една многу чудна ситуација, чудна. Може би модерното време вели дека не е чудна, ама за нас кои што живееме во друго време е чудна. Многу малку читаат децата, многу кратко се изразуваат, кратко пишуваат, па дури сум слушал анализи од одредени професори, веројатно и вие ќе се согласите со тоа, дека многу тешко е вие професорите да ги натерате студентите да прочитаат книга која што тежи повеќе од 100 страни, треба да ги подготвувате. Порано читавме по 500 или 1000 страни. Така е. Тоа е видлива разлика. Моите студенти, за жал, прават некој тип на сижена учебник. Значи, ние имаме, норматив по таа болонјска леката систем, не повеќе од 250 страници да е еден универзитетски учебник за еден семестар и обично се држиме во тие рамки. Меѓутоа, студентите, за да поминат на испит, ги научуваат по 2-3 реченици сите како папагали, имат тефтерчиња. И сега, јас затоа го напуштив било какво на писмено испрашување, устно. Сакам да разговарам и сакам да видам колку го разбираат материјалот. И тие кои ќе ги спукаат оние први 3 реченици, молчат. И сега доаѓа времето, ај сега објасни како ова го разбираш, како е. Ќе си сватат дека не е така и дека не може да помнам. Професор, кај ќе си научам, па ќе си дојдам. Како порано за порано дава книги за обработка за читање, например, подреба. Тоа посочи 5, 6, 10. Тоа беше во наше време, како да речам. Сега, ако ги натерате учебникот, што е велам 250 страни, да го исчитаат целосно, па да го разберат, и ја велам не мора напамет да го знаете, ама барем да разговараме на таа тема што е од таа лекција, например, парламентарен систем, или политички систем предавам, или председателски систем, или избори, партии, било што, нели, ајде да разговараме и се обидувам да им го поврзам со стварноста, со реалноста и ги терам, велам, барем дента пред да дојдете на мојот час, пуштете вести или погледнете што се случува, за да потоа знаеме кај живееме, што ни се случува, да го искористиме за еден убав разговор на место екс-катедра предавање. Кои се вашите идоли? Научници, политичари? Идоли, знаете, животот ме учи дека и кога имаме идоли, многу често може да дојдеме во ситуација да не разочараат. Например, се можам да ви кажам дека големи симпатии имав за Берни Сандерс своевремено, додека и додека малку сега не ме разочара околу ситуацијата во Газа и така. Значи, човек мора да е спремен да не идеализира никого. Сега, знаете, лесно е оние што се починати, како Мартин Лутер Кинг или Ганди или некој таков лик што е некаква морална вертикала, меѓутоа околу идеализирање на личности мора човек да е внимателен, дури кон самиот себе. Помилен филм, музика? Филмови сакам да гледам, иако немам време, затоа откажав Netflix, затоа што едноставно немам време, не е заради парите, туку едноставно имате милион канали, филмови, па веќе во таа инфлација тешко доаѓате до бисерите, до најдобрите, нели? Меѓутоа филм што дефинитивно
препорачувам да го гледате, Друштво на мртвите поети. Да, со Робин Вилијамс. Тој фаворит ке глумците, актерките? Мерил Стрип ми е една од омилените така во континуитет, една зрела, и Сузан Сарандон ја сакам многу заради активизмот, и таа е мировник, активист, гласна, експлицитна, борбена жена. Од нашите простори представи гледате? За жал, многу ретко, тоа признавам дека ми е голем минус. Некако не знам, дали отсуство на време, дали оваа електронска култура која консумираме од дома и некако не врзува повеќе, меѓутоа дефинитивно легендарна театарска представа би била Диво Месо, тука немам да. Музиката, рок генерација сте или фативте фанк, диско? Ја фатив се од златното време на рокот на Југославија, од Биело дугме, и Здравко Чолич ми бил, кога сум била клинка, нели, некој за кого сум барала карта повеќе да одам на концерт. Се менуваат вкусовите и интересно во едно време некој да ми речеше дека джез ке слушам, ќе му се смеев. Сега работам со слушалки, со музика во уши, седнувам на лаптопот, стриминг радио, и тоа е обично некој смут джез или некој апбит, некој малку подинамичен, зависи ако е утро и сакам да се разбудам, пуштам нешто така. Ако сакам нешто смирувачки, има, не знам, Моцарт, Вивалди, значи различни ми се вкусовите, зависно од расположението. За НАТО категорички кажете дека ќе инсистирате да излезе Македонија од НАТО. Тоа значи да биде неутрална. И кој е вашиот став во врска со армијата, каде што бидете врховен командант или врховна командантка? Значи, таму трендовите се, според трендови, таква е ситуацијата, драстично. Сите држави ги зголемуваат буџетите за одбрана, за вооружување. Македонија треба да оди над 2% и тука треба да се задржи или да се откаже да стане неутрална. Ако сме, значи мојот став е дефинитивно принципилен, многу години уште прети да бидеме блиско до членство, јас сум го кажувала и останувам на тоа. Сега па имам плюс аргументи зошто на Македонија тоа не и треба. Затоа што чудно е било, вие сте професорка на Институт за одбрана, а да бидете против. Не, ние сме сега безбедност, одбрана и мир. Јас сум се фатила за мирот и мирот го држам тука жестоко, да. Видете, председателот има уставна можност, ингеренција да предложи излегување од меѓународни организации. Така што тоа е уставна надлежност. Тоа не значи дека јас можам самостојно да донесам одлука, меѓутоа можам да отворам дебата. Собранието е тоа кое би гласало по предлогот. Така што јас сум за тоа, знаете, бидејќи на 30 септември ние не знаеме од 2018 што гласавме и што не консултира и дали не консултира, или она пакетот, дали сте за ЕУ и НАТО со промена на името. Одговорот беше неуспешен референдум, така што ние фактички реално како граѓани не сме имале можност да се изјасниме, или ако го земеме формално правно тој резултат, тој е негативен, значи народот рекол игнорираме, не сакаме тоа, односно не сакаме цената да ја платиме. Така што јас сум за воена неутралност, особено во свет што забрзано се милитаризира. НАТО не е Тоа е само таа граница или демилитаризација подразбира тоа? Тоа би било можеби во вториот мандат. Во првиот да не ја плашиме војската, ќе си бидам врховен командант, значи според повелбата на Обединети нации си имаме право на самоодбрана, на собствени вооружени сили, тие треба да бидат пристојни, да немаме заблуда дека можат да направат чуда, бидејќи ако Украина како 6-та воена сила во Европа пред војната, сега гледаме што се случува, да буквално ја симнува границата на регрутација на млади од 18 години за ги прати на фронт, значи нештата драматично се менуваат. И тука ќе биде сериозна дебатата околу улогата на војската, типот на војската, што ни е приоритет. И ја мислам дека за една мала и сиромашна држава 2% е премногу.
Ние за дечиња до вчера ни циркулираше она за девојченцето за кое клиниката не може 10.000 евра да обезбеди за респиратор. Мислам, и сега знаете, таква дилема кога имате, човечкиот живот или тоа детенце вреди повеќе од, не знам, опрема... Борни коли. Да. Од се друго што... Ова со НАТО може да го продолжиме и за Европската Унија. БРИКС да го земеме како поприфатлива варијанта или тука имате кој недостаток? Па, пред да почнеме, нели, си направивме малку разговор, јас реков, ако ме прашавте или, ја реков и попара. Значи, не сум за тоа да уриваме мостови и оној пат што сме го фатиле, не знам да речеме, не разговараме веќе со вас, меѓутоа од друга страна пак некој мора да им каже на Европската Унија дека не може нас да не третира како посебен случај. Иако сега со геополитиката внатре во ЕУ, во која не се знае дали е тоа ЕУ или е НАТО, веќе се сијамски близнаци, логиката да ја поканите Украина да преговара, а Македонија нема никаква логика. Босна да може, а Македонија да не може, мислам, некако превисока цена и неприродни услови поставуваат кои немаат врска со евроинтеграција. Така што тука би морале да бидеме порешителни како партнери, да речем. Меѓутоа и се друго што се нуди на светската сцена, светот прераснува во мултиполарен, и ако Европска Унија може да соработува со Кина и Урсула фон дер Лајен и Макрон и сите одат кај Ши Џинпинг, тогаш зошто Македонија би се срамела или би се чувствувала дека е на погрешната страна ако развива соработка со било кого, не само со Кина. Ако сте член на мешовитите комисии образовна историска Бугарија и Македонија, какви решенија ви понудиле за Гоце Делчев, Кирил Методиев? Макар што за дел од нив се договорени, за Гоце Делчев не се. Јас никогаш не би била. Значи, од принципиални причини, како професор, еве дури да сум историчар, јас експлицитно би рекла не. Тоа е, знаете, не таа комисија, значи не можете вие, јас дури објавив еден научен труд последен од 2023 беше за науката во Синџер, затоа што политиката ви кажува што е прифатливо за наука и што да им пласирате на децата како научни историски факти, така. Значи не може две полудржавни, полунаучни институции да се пазарат па да се надгласуваат. Значи науката бара слобода, бара критичка мисла, бара развој, што знам, може ќе се откријат и некои други документи или што тоа не може државата да го регулира. Јас никако не би прифатила да бидам член. Во таа насока можеби ќе ни треба комисија мешовита за да се договориме што се случи 2001. Што ќе учат нашите деца, нашите внуци за 2001? Или фактографски ќе треба само да се се наброи? Едни сметаат дека се херои, тие ние сметаме или бунтовници во најмала рака. Ние сметаме дека се терористи. Да се избришат сите тие епитети и придавки. Децата сега не учат ништо и тоа е онаа ситуација. Дали агресија, дали која конфликт веќе? Науката има правила тука, значи оваа наука со која се занимавам, тука нема многу дилема, меѓутоа политиката е таа што вика ај тоа не го закачите, а и странскиот фактор отворено не сака соочување со минатото, ајде гледајте напред, кон ЕУ, кон ова, кон она. Меѓутоа децата, значи студентите, сега јас кога им предавам во политички систем, уставните амандмани од 2001. Значи морате контекстот да им го кажете, содржината, што значи тоа, рамковниот, тоа е таа консоцијацијска демократија, односно power sharing, споделување на власта меѓу етничките елити. И вие тука морате тој ја ги прашувам бидејќи во прва година им предавам, со какво знаење доаѓате. Ја немам увид во не знам овие средношколски учебници. Викаат ништо професор, ке до тука и кој ќе дојде до тој период. Велат одете дома, прашајте си ги родителите. Тоа е најлошото, затоа што ова што го рековте, ние во бивша Југославија го доживеавме кога се повампирија усташи и четници. Затоа што тоа туркано под чергичет со децени и се она обландата братство, единство, на крај излезе дека почнаа мртви да се пребројуваат од Јасеновац, од ваму, од таму. Мислам дека ние им должиме на нашите деца некаква
верзија која не би била она ај по паритетна основа, па да не се лутат овие оние, макар во двете верзии една до друга, разбирате? И фактографија. Јас работев како јавен заговарач, бев активна во на РЕКОМ иницијатива регионална и ние таму многу сериозно внимававме на тоа употреба на зборот вистина. Зашто е тоа филозофски поем и многу е, иако луѓето викаат ама или е точно или не е така. Ние во науката, сега да не ве водам далеку, во статутот на Комисијата за помирување од Јужна Африка има дефиниција за тоа што е вистина, односно постојат 4 видови вистина. И ние се фативме за првиот вид, тоа е таа форензичка или фактичка вистина. Точно колку починати на една страна, на друга страна, која возраст, во какви услови. Знаете, и тогаш ја добивате целата слика. Кои луѓе биле мобилизирани, зошто, во какви околности починале. И на некој начин давате и респект за починатиот, кој да е, од која страна и да е. Така што јас сум за тоа. Да, имам една, така да речам, идеја дека таа тема треба да се отвори. Македонското знаме, и тоа станува предмет. Ништо не му фали на нашето знаме. Треба со кракото се врати Вергина, треба се менува целосно, се врати хаос е. Видите, јас истото е за грбот, за химната се. Да, се проблематизира и тоа зборува дека ние немаме општествен договор како држава, токму заради ова форсирање на етничките делби. Македонското сегашно знаме е, знаете, под притисок всушност променето. Грците го бараат тоа, мнозина и не се сеќаваат дека сега кој ќе се истакне оноа што го викаме од Кутлеш или од Вергина, дека тоа е историски факт дека било државно знаме и дека државници се сликале со него, давале заклетви и така натаму. Меѓутоа станува символ на етничка идентификација кај македонците од едноставно пркос. Ако гледате вие дека на албанската страна албанското знаме во смисла на знамето на Република Албанија се вее низ еден дел од територијата на Македонија, тогаш македонците си викаат ние под кое знаме, а од друга страна албанците го проблематизираат државното знаме. Значи многу е сложено. Не гледам што е проблематично во грбот, туку убави символи, ајде ја тргна и петокраката им сметаше, во ред, ајде речеме идеолошки било, иако мене ми е петокраката блиска, нели, идеолошки. Меѓутоа се друго е она што ја символизира Македонија како држава. Сега за химната, признавам дека мака ми е, нели, кога гледам фудбал, стои тимот и ја знам дека сите момци срцето го даваат на терен и ова, ама има некоја кочница, која мислам дека е некогаш и надворешна. Знаете, ако ве видат дека вие припадник на друга заедница пеете химната, одма ќе ве острахираат, одма ќе ве удрат некој жик. Така што има тука, не знам. Што мислите за тоа, кои се најголеми пријатели, кои најголеми непријатели? Тие анкети, точни се или тие се перцепција, па навираат од време на време? Перцепција. Сега бугарите не ги сака, претходно можеби не ги сака повеќе албанците. Американците беа многу напред, па сега и разочарани од нив германците. Да, тие испитувања не ги сметам за многу релевантни и се променлива категорија, кој што рековте. Сега Вучички ни дадеше неколку илјади вакцини и вау, Вучич ни е пријател. Бугарите не ни дадоа. И сега се прашува човек зошто не играат на таа дипломатска карта, нека потфрлат некоја вакцина, па македонците ги гледаат поинаку. Така што околу тој дел јас лично, како мој став, си имам нешто што татко ми го имаше кажувано многу одамна кога бев мала и прв пат кога отидов во Софија и бев избезумена кога во Софискиот музеј наоѓав артефакти од Македонија на кој пишуваше место на оѓалиште Охрид, држава Бугарија. Ама не е ова вистина, мислам бев толку вознемирена и така и оној гнев, знаете, кога го покажувате. И со некои мои врсници таму се расправав за идентитетот, зашто за мене беше шок на вистина. И татко ми многу мудро ми објасни, вика не можеш да мразиш цел народ. Тие деца, твои другарчиња, биле образовани така, значи низ училишниот систем научени дека е тоа нивната вистина.
мораш да ги гледаш луѓето како луѓе, така што и мојата идеја на водење на надворешна или соседска политика е правење пријателства. Значи, има една кинеска мудра изрека, вели кога ние ќе најдеме некој што ни е непријател, не прашуваме друго, туку како да го направиме пријател, односно каде, нели, некој модус на соработка, на однесување, за да му покажеме дека немаме причина за непријателство. Јас, например, Грција многу ја сакам, иако сум остар противник на Преспанскиот договор. Грчкиот народ е толку близок до нас, како менталитет зборувам, иако јазиците ми се разликуваат. И 2015 година мене ми беше травматична, она кога беше кризата, нели, со меморандумот со банките, кога паѓа у несвест пензионери без пензии, сето тоа. Значи, таа класна солидарност, таа социјална ми е нешто што мислам дека балканските народи, кога би ги тргнале овие идентитетски приказни, би се нашле многу блиски. И мислам дека тие врски треба да се негуваат. Кој е најкорумпиран во општеството? Судиите, како анкетите што кажуваат? Судиите, лекарите, новинарите, професорите или политичари? Маѓепсен круг е, тоа знаете, е поврзано едно со друго и сега тука е како Александар, некој со меч Гордиев јазол да го пресече, тоа од некаде мора кругот да се прекине. И фактички лекот е во владење на правото. Или тоа што Апасиев го кажува на погруп начин, па што му замерува, а тоа е всушност мечот на јустиција. Јустиција држи меч во едната рака, нели? И очигледно дека сите овие кампањи, па NGO, па ајде едукација, па не знам што, не помагаат. Така што мора нешто радикално, ама значи од системот на гонење на криминалот. Кој е најдобар претседател во историја на независна, можете и данас историја на Социјалистичка република Македонија, а кој не најлош, ама најслабо се покажува? Не би сакала баш сега, нели, профили да им правам. Генерално, мене ми се чини дека Глигоров со сите негови недостатоци беше еден сериозен политичар во сериозно време за Македонија и така. Некој не му го простуваат оноа што прифати Фиром, под Фиром да влеземе во Обединети нации. Меѓутоа, претпоставувам дека немал други опции. Меѓутоа, сепак, ова го знам од луѓе од странство кои имале можност да го сретнат. Сите тие што го сретнале зборуваат за него во суперлативи. Меѓутоа, не за другите претседатели. Меѓуми, и вас ве опфатила дигитализација целосна и атомизација или се уште сте приврзани на традиционалните медии? Што читате најчесто? Искрено да ви кажам, не може би коректно од моја страна, меѓутоа јас сега почнувам заради кампањата и влегувањето на јавната сцена да почнувам да ги следам редовно вестите, например, на главните национални телевизии. Така, јас во подолг период се исклучив од тоа затоа што не им верувам. Значи, си се информирам преку YouTube, подкасти, алтернативни медиуми, особено за меѓународната политика, меѓутоа и за домашната. Така што многу изгубија од кредибилитетот, наши, ваши, финансирани од ваму, од таму. Така што тоа е рак рана и да речем јас како кандидат го чувствувам тоа, партијата која стои зад мене исто така е на црна листа на некои медиуми. Така што нема баш fair play, да речем, во тој дел. Вештинската интелигенција се надоградува на ова прашање. Е опасност или е дека имаме и регулатива, Обединетите нации носат нешто? Повнимателни се во однос на интернетот, да имаат некои... Ме прашавте прискаш... Е опасност или е што читам? Предизвик, добробит, да. Да, значи во една позрела возраст практично го исчитав Исак Асимов со неговата научна фантастика на Foundation сагата за фондацијата, нели? Тоа е како човечкиот род всушност создава нови светови, може да патува и така. И е прашањето на односот со роботите, односно со вештачката интелигенција. И сега кога го живеам ова, просто неверојатни ми се асоциациите на тоа што Исак Асимов пред многу години го има предвидено. Значи има и добри страни и опасни страни. Сега
работата е на мудрото користење. Знаете, исто како со било која алатка што ја имаме, дали е тоа интернетот, дали се ова зависност наша од мобилните телефони, тоа е своевидна алиенација на човек од човек, отуѓување, седиме во кафулиња и сите гледаме, нели? Тоа е нешто и многу е опасно. Така се студентите или на предавање не спеат многу да имате прав? Не, на предавање кај мене е многу либерално. Јас им велам не сум ја по полициски методи, автократски. Кај мене доаѓаат тие што сакаат да доаѓаат. Немам списоци, немам казни за тие што не доаѓаат. Тие што доаѓаат да слушаат и да дискутираат и да си поминеме убаво. Значи учебник има обезбедено, а овој дел го користиме за дискусија. Сега, видите, им служат тие телефони ако треба некој работи, не знам, групно се договараат, знаат и да препишуваат ако е писмен тест или нешто, ама ете, користиме те блокатори и предизвици на ново време. А ова со чат GTP е опасна работа, зашто тој знае сега и македонски и ти му даваш, напиши ми есеј од толку зборови за Гоце Делчев. Тој ќе ви напише и вие само копи-пейст правите. И јас веќе имам сериозен проблем околу автентичноста на тоа, па повеќе сакам на час ќе им дадам, да речеме, 2 теми, зборувам за есејско, да видам како критички размислуваат, например, избори или нешто. Ќе се договориме однапред, ама на час да го пишуваат, знаете. Зашто инаку ќе ви донесат, знаете и за онаа пракса по Facebook, например, пријателство ми праќа некој што се вика изработувам семинарски. И јас ми сам пајам у несес, велам како можеш да си дозиш по од мене да бараш пријателство. Се уште нема програми кои што ќе разграничат што е машина, што е човечки труд. Проба Министерството за образование, имаме еден софтвер кој пред да пуштиме магистарска или докторска, мораме да го закачиме на системот да го провери. Ништо не проверува. Ја ги наоѓам и моите колеги кога препишуваат, и моите студенти, значи по првите 2 страници читање, јас имам сензор за тоа, ќе видам некоја конструкција реченица, ќе си ја преведам на англиски, ќе ја ставам на Google, ќе ми го даде целиот извор. Многу едноставно, викам кај мене јок. Напишете го полуписмено, напишете го послабо, ама ваше да биде, јас ќе знам како вие логицирате, како вие размислувате, така што си знаат со мене дека не може да им пројде. Има начин. Има. Да завршиме со ова. Има професори четворици или 5 се од кандидатите. Имаше ли интересна изјава, мислам дека најчесто вели, споредувајќи ги Пендаровски и Сијановска Давкова, вели Сијановска Давкова има, ми се чини, поголем интелектуален капацитет од Пендаровски, ама има помал интегритет, значи да многу потешко може да се спротистави на мејнстрим политиката, што е кандидира и што треба да ја води државата понатаму, зборувам за извршната власт, за владата. А за Пендаровски вели има можеби помал интелектуален капацитет, ама има поголем личен интегритет. Вие кај спаѓате тука? Се разбира, ја би избрала онаа најубавата комбинација на попарен или и капацитет, интелектуален и интегритет, особено затоа што мене не ме поддржува партија која ќе формира влада или ќе има мнозинство во парламентот, тоа не е апсолутно јасно. Така што јас тука немам ограничување, ниту па можам или сакам да правам компромиси со моите кандидати, со калкулација како ќе оди тоа на парламентарните, па кој со кого и тоа. Јас сум си јас, ќе го покажам, тоа се надевам. Меѓутоа, ја не знам од кого и да е тој цитат, каде виде интегритет кај Пендаровски, тоа не ми е јасно навистина. Хипотетички вториот. Затоа што не видовме да се спротистави, да даде вето, да каже, мислам најупадлив прес што го одржал му бил за Пасиев. Друго не можам да се сетам на друго дека оставил белек. Многу бледа фигура, многу. За крај вториот круг, вие верувате ќе влезете во поинака ситуација, не влегувате, ќе излезете јавно да кажете некој за кого да гласа или... Не. Мислам дека ова е ретка прилика за граѓаните
Навистина ќе биде тешко за 7 да добијат доволно простор, време да се представат, да се артикулираат. Еве, се обидуваме на сите начини, вклучително подкасти и секаде. Меѓутоа, оние што се љубопитни како граѓани да оценат помеѓу личност, и затоа и дојдов, впрочем, кај вас кога се договаравме, мислам дека овде дел од нашите програми ќе се преклопуваат со ноа бла-бла, флоскули, председателот ова, она, што не можеш да го избегнеш, нели? Ама личноста е таа што ќе даде белек и ќе имаат можност да не проценат и ќе си одлучат. При тоа ќе имате, како ја кога навивам за Ливерпул, па потоа втор ми е Манчестер Сити и слично, разбирате. Меѓутоа, контингенти на сочување на гласови не. Од мене не. Бијана Ванковска, кандидат за председател на Република Македонија. Благодарам за разговорот и со среќа. Благодарам многу за поканата. Стадион. Емисија за вашата вистина.